Новата влада ќе се соочи со гневот на народот. ВМРО-ДПМН соостри критики за владата на Ковачевски, која според опозицијата ќе биде континуитет на политиките на Зоран Заев. Низа обвинувања, жестоки критики, ветувања го одбележаа првиот ден од расправата во собранието за предлог владата на мандатарот Димитар Ковачевски. Повикувам да седнеме и да ги поразговараме условите за тие брзи предвремени избори, кои што можат да се случат и во уставни побрзи рокови, како Македонија би престанала да губи време. Сето останато е бегање од народот и бегање на соочување со народот. Верувајте ми, следува пеколен период на соочување со гневот на народот. Наследникот на Заев, Ковачевски, ја бранеше владината програма пред народните избраници. Најави фокус кон економијата, справување со енергетската криза, евроинтеграциите, решавање на спорот со Бугарија. Вети дека за идентитетот нема и не смее да се преговара. За владата не постои никаква дилема. Никој не сме и никој нема да преговара за идентитетот на македонскиот народ и за историски и научно потврдената специфичност и уникатност на македонскиот јазик. Не знам, не сакам и нема да ги делам луѓето, граѓаните, министрите на наши или ваши. Граѓаните се уморни и преку глава име од поделби, препукување и постојани намудрувања. Доста име од дневна политика и борба на партиски соопштенија. Планирам единствено да ги разликувам луѓето на способни и неспособни, на честни и нечестни, на работливи и неработливи, на одговорни и неодговорни. За првите секогаш ќе има место и ќе имаат подршка, за вторите во владата и институциите нема и ќе нема место. И албанската опозиција упати критики кон досегашните политики на владеачката коалиција. Кога се запалија 45 автобусот без лиценца, надлежност на Министерство за транспорт. Продолжува да биде министер. Фалсификувани сообраќајни таблички, надлежност Министерство за внатрешни. Продолжува да биде министер. 150 помина низ граница. Надлежност на Министерство за правда и внатрешни. Продолжува да бидат министри. А автобус не деклар за да се избегне таксата. Надлежност на Министерство за финансии. Продолжува да биде министер. Координаторот на пратеничката група на ДУИ Арбер Адеми истакна дека партијата целосно го поддржува новиот владин состав, а веруваат и дека ќе се оствари ветувањето за прв албански премиер во последните 100 дена од мандатот. Пратеникот од Демократски сојуз Павле Трајанов пак, коментирајќи ја програмата, најави силна и бескомпромисна борба против криминалот и корупцијата. Расправата за новиот владин состав продолжува утре, а новата влада, според собранискиот деловник, мора да биде изгласана најдоцна до недела на полноќ.